Добар ден, вести во 15 часот на македонската телевизија. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун пред пратениците во македонскиот парламент истакна дека во Македонија гледа огромен напредок и визија за иднината и е благодарен што Македонија ги поддржува неговите напори за реформа на светската организација. Другата страна треба да покаже конструктивност и политичка волја за изнаоѓање заемно прифатливо решение, да не ги минира разговорите со постојано одолговлекување и навлегување во други прашања кои навлегуваат во сферата на индивидуалните човекови права, правото на самоидентификација и на човечкото достоинство. Ова по официјалната средба утрото во вилата Билјана во Охрид со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го рече председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, при што нагласи дека рамката во која се водат преговорите е дефинирана од Обединетите нации и дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет се неспорен факт и реалност и нема да прифатиме да бидат предмет на ниту едни разговори или преговори. Председателот Иванов рече дека било отворено и прашањето за пресудата од Хаг. Секоја земја е должна да ги почитува пресудите на Меѓународниот суд на правдата. Судот ја верификуваше исправната политика на Република Македонија што се однесува за прашањето за името. Затоа тоа нека биде потик за решавање на спорот со името, решение кој нема да биде на ничија штета, решение кој нема да го наруши достоинството, туку напротив, ќе врати довербата меѓу двата народа и двете држави и ќе придонесе за една многу поинаква перспектива на целиот наш регион. Генералниот секретар на Обединетите нации во Охрид најави дека лично ќе се заложи кај грчките власти за забрзување на процесот на преговорите и за почитување на пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Господинот Метјо Нимец, тој веднаш после оваа посета оди во Грција за да им објасни што ние разговаравме овде, а јас ќе се обидам да стапам во контакт со премиерот Самарас и да помогнам да се забрза овој процес. Пред заминувањето за Скопје, првиот човек на Обединетите нации не ја пропушти можноста да разгледа дел од богатото културно-историско наследство на Охрид. Бан Ки Мун лично ќе се заложи кај грчките власти за забрзување на процесот за решавање на прашањето за името. Првиот човек на светската организација по средбата со македонскиот председател Иванов изјави дека ќе се ангажира и за почитување на пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Пред пратениците во македонскиот парламент, како што реков, истакна дека во Македонија гледа огромен напредок и визија за иднината и е благодарен што Македонија ги поддржува неговите напори за реформа на светската организација. Видов многу напредок, видов визија да не се гледа во минатото, туку во иднината. Гледам динамика и посветеност да се оди напред, се обрати првиот човек на светската организација пред пратениците во македонскиот парламент. Вели, вие имате примарна цел, а тоа е за членувањето во ЕУ и во НАТО, но императив е да се реши проблемот со името. Јас сум посветен да помогнам, да олеснам во решавањето на ова прашање. Јас сум тука со мојот личен пратеник, представник, господинот Нимец, ќе го испратам него во Атина за да продолжи со преговорите за ова прашање. Може да сметате на Обединетите нации и во исто време ќе охрабрам премиерот, председателот на државата, председателот на собранието да бидат обединети и посветени да го решат ова прашање. Двете страни мора да демонстрираат посветеност преку промовирање на позитивна атмосфера, преку нивните активности и јавни изјави. Вие сте млада демократија, но вашите постигнувања се добро препознаени. Преседававте и со Генералното собрание на Обединетите нации. Немам двојба дека сте посветени на мирно мултиетничко општество. Диверзитетот на Обединетите нации го донесовте тука, го изменивте уставот, се почитуваат правата на сите граѓани, вели Бан. Вие поставивте пример на воспоставување на меѓународните граници со вашите соседи, без било какви спорови и во согласност со меѓународното право. Помогнавте во медиацијата меѓу вашите северни соседи, меѓутоа кога нивните конфликти генерираа етнички тензии и кога многу се плашеа дека истите ќе ја загрозат вашата стабилност, уште еднаш ја подадовте вашата рака кон меѓународната заедница. Се појави солидарност со распоредувањето на сините шлемови на Обединетите нации, конфликтите беа надминати и беше поставена добра база за превенција од понатамошни конфликти и зачување на мирот.
Ова му е втор мандат на Бан, благодарене што Македонија целосно ги поддржува неговите напори за реформа на светската организација и исполнување на приоритетите, како што се одржливиот развој, превенцијата од конфликти, штедите од катастрофи, почитување на меѓународното право, поддршка на земјите во транзиција. Задоволен е што кај нас е постигнат голем напредок во исполнувањето на милениумските цели. Се почитува законот за еднакви можности, па 1/3 во парламентот се жени. Подобрени се детските права. Затоа првиот човек на светската организација му се заблагодари на премиерот за добрите политики. Јас сум генерален секретар на 193 држави, но секој ден се подсетувам на Македонија преку сликата спроти мојот кабинет, гулабот кој е символ на светскиот мир, од македонскиот автор Васил Ташковски. По обраќањето во парламентот, генералниот секретар во владата беше примен и од премиерот Груевски. Полицијата го откри лицето кој го предизвика пожарот во Струмица, во кој загинаа 2 лица, а 14 беа повредени. Како што информираат од секторот за внатрешни работи на Струмица, станува збор за 24 годишна струмичанка, против која ќе биде поднесена кривична пријава за предизвикување општа опасност. Инаку двајца од повредените во пожарот пренесени во градската хируршка болница се уште во критична состојба. Полицијата го откри лицето кое го предизвика пожарот по Струмица, во кој се повредени 14 лица, од кои 2 починаа. Како што информираат од секторот за внатрешни работи Струмица, станува збор за 24 годишната струмичанка ЕМ, против која ќе биде поднесена кривична пријава за предизвикување на општа опасност. Девојката пред 2 дена, меѓу 11 и 12 часот, на улица Бошко Буха во Струмица, на околу 50 на метри од последните куќи во кои таа живеела, запалила стари алишта, при што предизвикала пожар од поголеми размери на местото викано Џамчифлик над Струмица. Во Струмица повторно е активиран пожарот, но на спротивната страна на ридот. Гори борова шума, а екипите на противпожарната единица се на теренот, зашто побрзо да се локализира. Пристапот е многу тежок, но за сега нема информации дали пожарот е продолжение на претходниот или е нов. Поради опасност пожарот да се прошири во населени места, од Дирекцијата за заштита и спасување е побарано и веќе се активирани противпожарни авиони. Земјотрес со интензитетот 6,6 степени според Рихтеровата скала е регистриран во реонот северозападно од индонезискиот остров Суматра. Епицентарот бил на 292 км од градот Медан, 45 км под дното на Индискиот океан. За сега нема информации за евентуални жртви и предизвикана материјална штета, а нема ниту опасност од цунами. Земјотрес со интензитетот 4,3 степени според Рихтеровата скала го погоди и реонот на Ван во југоисточниот дел на Турција. Повторно нема информации за жртви за материјална штета. Според портпаролот на Советот на Сириската слободна армија, голем број сириски војници се движат кон градот Алепо, каде што армијата се бори со бунтовниците. Жестоките борби во неколку кварта на Алепо траат 5-ти ден поред. Во меѓувреме сириските сили се обидуваат да воспостават контрола врз предградието, контролирано од бунтовниците, при тоа предизвикувајќи масовна паника и принудувајќи стотици семејства да го напуштат реонот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека зголемената нестабилност во регионот бара нормализирање на односите меѓу Израел и Турција. Турција и Израел се 2 важни, моќни и стабилни држави во регионот. Ние сме должни да најдеме патишта за обновување на тоа ниво на односи што сме го имале и претходно. Тоа е посебно важно сега со цел да се стабилизира целосната ситуација во регионот, истакна Нетањаху. Некогаш блиските односи меѓу овие две земји беа речиси прекинати по инцидентот во Средоземното море во пролетта 2010 година, кога израелски командоси убија 9 турци на брод кој патувал кон појасот Газа. Тоа беше се во ова издание на вестите со нови информации во првиот дневник на македонската телевизија во 16 часот и 20 минути. Пријатен ден.